Затоа колкава е потребата од школа за трудници во рамките на секоја болница и затоа како е таа организирана во специјалната болница за гинекологија, акушерство, плодност од Битола, ќе слушнете во следниот прилог. Во склоп на болницата Плодност, значи имаме и школа за трудници, за психофизичка припрема самите трудници за чинот на раѓање. Така да идат многу често, ние во текот на работата, значи видовме дека има потреба од таква школа. Треба да се едуцирани мајките, треба да знаат како оди текот на раѓањето, затоа што многу од нив се плашат од самиот чин на раѓање, од болката што мислат дека ќе ја претрпат, ќе ја преживеат, така да многу е важно да се припремени, така да се намалува и стравот кај самите трудници од самиот чин на раѓање. Во школата идат најчесто првородки, но имаме и второродки кои сакат, значи, да идат да ги прават вежбите кои што се применуваат во школата. Имаме 4 часа, од кои што сте акушерски, значи, дел, се објаснува самиот чин на раѓање како тече, па потоа има вежби кои ги прават трудниците, има техники на дишење кои што се применуваат, за да му се олесни, значи, самиот чин на раѓање и да се олеснат болките кај самата трудница. Имаме 2 часа доењето го фаќат, измолзување, доење, техника на доење, на правилно доење. Имаме 1 час каде што присуствува гинеколог и анестезиолог, каде што му се објаснуваат на трудниците, значи, техниките кои што се применуваат за безболното раѓање, ако тече, например, раѓањето со царски рез, значи како може да биде, каква може и анестезија да има, значи се објаснуваат и многу други прашања, зашто интерактивни се часовите, значи трудниците во текот на самото предавање, да кажам, излагање на самите лекари и сестри кои што учествуваат во припремата на трудниците, поставуваат прашања и добиваат одговори. И 2 часа се во кои што содржат нега, тоалета и исхрана на новородено. Значи тука се припремат мајките за после пороѓање, да знаат како да си го негуваат своето новородено. Заинтересираноста е многу голема. Во последно време, значи, гледаме дека се зголема бројот на трудниците кои што сакаат да присуствуваат на часовите. Така да можам да кажам дека повеќе од пола од трудниците доаѓаат во школата, значи, кај нас, после 25-та недела гестацијска, значи, се јавуваат овде, ние правиме една група од нив, се прилагодуваме спрема нивното слободно време, затоа што многу од нив се и запослени, така да не можат да дојдат секогаш во одредено време да ги закажеме часовите така, неделно во одреден ден и одреден час. Значи се договараме со нив и така ги формираме групите.